Сите многу добро памтиме дека на 10 декември бевме повеќе од 10.000 на улиците и сите заедно марширавме за да заштитиме автономијата на универзитетите. Меѓутоа, исто така сите многу добро памтиме што добивме како одговор на сето тоа. Нашите барања и нашите аргументации беа игнорирани, студентите беа етикетирани и заокружувани, министерот за образование бегаше од дебата со нас, беше формиран така наречен контрапрофесорски пленум кој тврдеше дека законот е добар и како врвот на срамот, законот за високото образование беше изгласан во 3 часот по полноќ. И сега наеднаш, после сето ова, владата на Република Македонија решава да го одложи законот. Меѓутоа, ако владата мислеше дека со ова ќе го стиши гласот на студентите, таа се излажала. Ние нема да правиме компромис со автономијата. Тука сме и имаме стриктни барања. Бараме пред се законот да се одложи до 2018 година. Но не бараме да се одложат само членови од законот. Бараме целиот пакет измени да се одложи. И не само да се одложи, бараме да се формира нов закон со кој ќе биде заменет целиот овој апсурден закон. И бараме да се потпише спогодба помеѓу ректоратот и Министерството за образование, во која ќе пишува дека рамноправно во креирањето на новиот закон ќе учествуваат и студентите од студентскиот пленум, а не студентите од студентскиот парламент, и исто така рамноправно ќе учествуваат професорите од професорскиот пленум. Се додека исто така бараме, исто така бараме работните групи да започнат веднаш, а не само да се одложи законот и да се заборави се тоа. Бидејќи ние навистина сме тука за да се решат проблемите во високото образование. Ние ќе бидеме тука се додека овие барања не бидат одобрени и не се започне со работа на законите за високото образование. Ние денеска прогласуваме автономна зона и ги повикуваме сите студенти да дојдат во ослободувањето на универзитетот.